Здраво, јас сум Горан Теменогов, вие го гледате подкастот Каде се парите. Една тема во јавноста нечесто се обработува, посебно во дебатни емисии, но и во подкасти, бидејќи се смета некако на маргините, иако знаеме во текот на денот да видиме некоја вест што ќе се појави на агрегаторите околу тој сектор, тоа е земјоделството, одма да најавам. Некако се смета недоволно важна економска активност, односно за некои тамуси што не се, да речеме, поврзани со урбаното живење и со големата економија, но само да ве потсетам дека кризата што ја поминавме, односно уште ја поминуваме околу високите цени и инфлацијата, во суштина се должи и на тоа што немаме доволно производство на храна. Сега доаѓаме до главната тема, како земјоделска држава, каде што некаде околу четвртина од населението, 440.000 жители, живеат и работат во земјоделството, ние не можеме да се прехраниме, односно не можеме да обезбедиме доволно храна за населението, при што податоците говорат дека ние сме големи нето увозници, односно, например, ако извезуваме 400-500 милиона евра храна, увезуваме од 900 до 1 милиарда евра храна. Затоа денеска го повикав министерот за земјоделство, не земјоделие, Цветан Трипуновски. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Навистина ми е драго што одвојувате време од вашето медиумски простор за ваква тема која што навистина е важна. Да, значи спомнавме дека една од причините е храната, бидејќи гледаме дека во ноември сите што не сте имали информацијата околу инфлацијата, во ноември 2024 е за 4,3% повисока инфлацијата во споредба со истиот месец лани, но кај храната порастот на цените е за 5,7%. Ова е сериозен пораст и сите што зборуваат зошто се толку високи цените на прехранбените производи го наведуваат проблемот со увозот, односно со недоволната недомашно производство. Министре, лоши бројки, загрижувачки бројки, Македонија е чудно да не може да се прехрани. Каде толку ја утнавме со земјоделство, односно со развојот на земјоделството, ако земеме во предвид веќе дека колку 15-17 години имаме и субвенции од некаде милиарда и пол дадени се буџетски пари, токму да се унапреди земјоделството. Да, комплексна материја не може да се одговори во една реченица, меѓутоа ќе се обидам на прашањето каде се утна во целава оваа ситуација. Точно е дека Македонија ги има сите оние одлични предуслови за земјоделско производство. Премногу сончеви дени во текот на годината, вода како ресурс кој што лошо се менаџира, земјиште кој што имаме во изобилство, квалитетно земјиште за производство. Денеска овие податоци кои што говорат од Државниот завод за статистика за претходната година дека премногу голема сума на средства се одлеваат во делот на увоз на храна. Во име на вистината, најголем дел е некоја храна која што сме ја произведувале во Република Македонија. Дел од производите нормално не ги произведуваме заради климатскиот склоп, меѓутоа на вистина е поразителен овој факт. Сега каде се утна? Јас стално во моите медиумски настапи се обидам да бидам краток концизен, мислам дека се утна во делот на тоа како и зошто не се менаџираше процесот на секторот како што треба. Затоа што кажав ти сами, ова е навистина важен сегмент. Еден од нашите побитни економски столбови во нашата економија, земјоделството, некогаш носел сериозен девизен прилив. Меѓутоа, сега ако ги погледнете бројките во министерството, согласно статистиката и регистрите кои што ги водиме, ние имаме преполовен број на земјоделци, имаме преполовено производство во квантитет, имаме испразнети села, имаме млади кои што не сакаат да се занимаваат со земјоделство. Просечната старост која што во моментов ја имаме како земјоделци во Македонија некаде над 50 години. Тоа е поразителен број. Сега зошто се доведоме во една таква ситуација? Знаете дека оваа категорија на луѓе кои што макотрапно работат, независно од која гранка доаѓаат, треба некој кој што треба да ги усмерува, да ги води, да ги насочува и нормално да им помага во одредени моменти кога да живеат одредени пикови економски, откупи, пласмани и така натаму. Првиот сегмент, јасно и гласно кажувам дека во изминатите години, поготово во последните години, не сакам да бидам сватен дека премногу сум настроен негативно према сегашната опозиција, меѓутоа тоа се реални факти и состојби. Министерството повеќе употреби фокус на непродуктивни трошења за доснети мерки, субвенциите кои што се
практично даваа према земјоделците, иако најголем дел не бе исплатени, па тоа го наследивме како долг, ми тоа се надевам дека во текот на емисијата ќе го фатиме тој момент. Едноставно нема ефект. Често знаевме да слушнеме дека земјоделците се оставени сами на себе во делот на тоа кој треба да го покажува патот каде треба да стигнеме. Да бидеме искрени до крај, министерството и немаше реална и јасно видлива стратегија каде се наоѓаме, краткорочно каде треба да стигнеме и долгорочно каде треба да стигнеме. Но морам овде спомнавте опозицијата, но опозицијата генерално, ние што ја следиме економијата долго време, ја наследи истата политика и не ја разви, не ја смени што ја имаше до 2017 која беше политика на ВМРО ДПМН. Ја ги наследи субвенциите, истиот начин нешто се обидуваше да замачка медиумски, односно пиаровски како се дели дека има некоја промена, но генерално ништо не промени во тој дел. Негативниот тренд во земјоделството почна во времето на ВМРО ДПМН, значи до 2017 што владееше, а го продолжи СДСМ. Мислам дека клучен момент на колапсот на македонското земјоделство беше пропаста на Свитмилк. Значи, од тогаш источниот фонд и кравите и за млекарството почна да паѓа. Едноставно од 2014, 15, 16, 17 веќе почна некако да оди надолниот тренд. И тоа може да се види дека последни бројки се, например, добри последни бројки се некаде околу 2015, но тогаш почна трендот надолу да оди. Видете, не се сложувам со вас, затоа што она што ние го знаеме како министерство, може тоа е лесно проверливо како податок, дали се работи за обработлива површина, дали се работи за ангажирана работна сила во земјоделскиот сектор, односно земјоделци кои што обработуваат, дали се работи за квантитет на градинарски и овошни производи, дали се работи во делот на млекопродукцијата, сточниот фонд, мислам дека најпоразителни бројки имаме периодот од 17-та па навака. Затоа што навистина велам дека имаше едни погрешни политики. Она што ВМРО ДПМН го воспостави, СДСМ да го одржеше во една рамна линија ќе беше пак некаков успех. Горан, секоја држава е успешна затоа што секоја наредна влада се бори да биде поуспешна од претходната. Добро, и затоа они поминаа како што поминаа, зборуваме 58 спрема 18, но не направија драстично нешто да променат на подобро, не променија на подобро, но некоја линија ја држа која што одеше надолу, на пример. Зборуваме за субвенциите, имаше преписка, вие кажавте историски најголеми за оризот, за тутунот, се пофаливте преку медиумите, па имаше реакција од страна на претходникот ваш дека не е тоа така, дека истите пари и они ги давале, подсетија на ветување од 600 денари за килограм тутун. Едноставно како да се вртиме повторно во круг. Не, апсолутно не се сложувам. Опозицијата сега може да се обидува да собира политички поени, и тоа е реалноста и бројките се многу јасно видливи, препознаени од јавноста. Не сакам да губам време, затоа што не си го платија цехот на последните избори. Народот им кажа дека се тотално неспособни да водат државата, поготово земјоделството. Не сакам да коментирам за претходниот министер, он имаше доволно време да покаже што знае и уме и неговиот тим. Меѓутоа, бројките во делот на тоа ние каде што го затекнаме земјоделството и во која насока го движиме е многу поразлично тоа што ни го прават. Ние изминативе 6 месеци мораме да кажеме јасно и гласно дека санираме наследени ситуации. Еве ќе кажам конкретно за субвенциите кои ги спомнувате. Ние со нашето доаѓање преку 4 милиарди денари имаме заостанати обврски кои што ги исплаќаме од претходните години. Со ребалансот, со пренамена во програмата и така натака интервентниот фонд, исплаќаме нешто што е заостанато. Ако збориме дека имале рамна линија, тоа значи дека со нашето влегување во министерството требаше да има барем приближна нула, односно заостанат долг кој што не е према земјоделците. И во 2017 они не викаа дека не плаќала претходната влада, дека исто и они плаќале. Тоа е вообичаено секоја нова влада да се жали на претходната влада дека не плаќале. Можеби најголемата забелешка кон нив е што не го сменија моделот на субвенционирање и го продолжија. Кој што не дава резултати, а го воведовте вие во 2007 ако чинам. Се сложувам, ако зборувале вистина во 2017 дека наследиле долгови од претходната власт, мислам дека честно ако биле свесни дека тоа не е добро, при трансферот на новата власт требало да остават сметка која што нема заостанати обврски. Тоа е нашата заложба затоа што нормално во след на околности после микс период, иако ВМРО ДПМН долго ќе владее, ќе се обидеме, односно нема да оставиме заостанат долг. Она што е круцијално, тие 7 години кои што пропадна, да видиме каква реформа направива и дали овие субвенции кои што се трошат во текот на годината имаат ефект. Немаат.
Ние Добро. затоа денеска збориме за една производителна бројка. Вториот момент кој што е многу важно, зошто паѓа земјоделското производство, затоа што Горан изминативе 7 години една шајка не е закована во системите за наводнување. А знаете дека со климатските промени кои што го мачат светот, нормално и нас како дел од него, е сериозен предизвик да се одржи земјоделското производство. И сега имаме два фактори. Првиот фактор, напуштање земјоделското производство од страна на земјоделците, бидејќи немаат поддршка од државата за доцни субвенции, нема мерки, нема кај да тропнат. Вториот момент, и тие што стануваат да произведат, при недостаток на вода имаме намалени по квантитет и по квалитет. Дали е тоа виновата лоза, дали е тоа во делот на градинарските култури, дали е тоа во делот на останатите култури, без вода знаете дека не може да се произведе. И затоа денеска Македонија по двата основа има намалено производство. И затоа се празнат селата, младите заменуваат, нема рентабилност, математиката е многу негативна. Да, но исто така голем проблем во сето тоа е моделот на субвенционирање што никој не сека ни една влада да го промени. Значи генерално сите се согласуваат експерти од областа на земјоделството и на економистите дека моделот е поставен така да биде засилување на приходната страна на земјоделските семејства. Тоа значи да се дадат пари за да може да ги подмират животните трошоци, значи да платат струја, да купат облека, да купат храна, едноставно не за да развиваат, да го развиваат земјоделството. И тука се потрошени 100 милиона, милиарда и 500, се надевам дека ги имате бројките точни, колку субвенции се исплатени до ден денеска. За тие големи пари ние стануваме од година во година се повеќе увозно зависни. Дали ќе се смени моделот на субвенционирање, бидејќи гледаме дека при самиот старт им се веруваше дека нема да ги даде очекуваните резултати, уште во 2007 кога се воведуваше, дека нема да ги даде очекуваните резултати, бидејќи е погрешно поставен. На приходна страна беше, а не на развојна. Вака сега, во делот на субвенциите и земјоделското производство. Многу често, ако имате комуникација со земјоделците, ќе ви кажат дека овие субвенции, кои што сега ги добиваат, може да се пренаменат во делот на инвестициите, ако секој земјоделец има загарантиран откуп по рентабилна цена. Тоа значи дека на производната цена имате барем 30% заработка кој што ќе значи одржливост на производството. А овие субвенции државата да ги даде во делот на инвестиции, модернизација и така натака и така натака. Бидејќи сепак треба да бидат како буџетски средства ставени на располагање према земјоделците, затоа што со нашата тенденција кога ќе станеме члени дел од европското семејство, нормално ќе црпеме повеќе од европските фондови. Сега што се случува? Еве јас не можам да го разберам тоа. Веројатно не го разбираат и друг дел од луѓето. Зборувате дека ќе бидат, може да се пренасочат во развој кога ќе имаат конкурентна цена. Нели е малце логично да бидат употребени за развој за да имаат конкурентна цена и пазарна одржливост? Што значи тоа? 100 денари ако чини нешто, 100 денари, кога ќе се субвенционира и да се развие ќе чини 70 денари и он 30 денари од цената ќе ја стави во джеп. Но он инвестирал во нешто што му е 70 денари што му производствената цена ја продава за 100 денари сето тоа. Тоа е у суштина субвенцијата, но овде го немаме тоа. Не го развива, туку очекува 7 да го произведува 100 денари, не му останува ништо од тие 100 денари и не може да живее он и мора да му додадете вие да има уште 30 денари, 130, за да ги потроши за да си купи храна. Он не се развива, не се намалува, не стигнува со производството на 70 денари, па од 100 денари да му остана 30 денари. Во пластичен пример за сите гледачи кои што ќе го следат овој подкаст да сватат. Зошто велам државата треба да обезбеди и да помогне. Еве ќе земам една култура која што во моментов е многу актуелна, тоа е откупот на оризот од оваа реколта. Горан, ако државата им обезбеди на земјоделците од Кочанскиот регион на времена количина на вода, што значи чите во превод на времена сеидба, во долг рок значи и жетва во време кога временските услови дозволуваат, бидејќи за доцната сеидба имаме за доцната жетва слана и намален принос, односно квалитет. Ако државата ги засукала рукавите, претходната власт, бидејќи сега јас ја наследив нивната жетва, обезбедила квалитетни препарати за заштита на растенијата, која што се по рентабилна цена, кој што ќе имаат ефект врз земјоделскиот посев и ќе бидат нормално поевтини, одноме заштеда во делот на производството. Ако државата обезбедила квалитетен семенски материјал, односно им помогнала на тие земјоделци да се донесат семенски материјал кој што е квалитетен, ќе имаме зголемен принос. Ако државата
ги седнала земјоделците во февруар, во март месец, им каже, луѓе, поборувачката е на овие семиња, овие не се барат, малку да ги насочи, тогаш денеска ние ќе имаме, би имале земјоделско производство кое што ќе значи на единица декар, односно на 1000 метри квадратни, принос над 800 килограми принос. Сегашниот принос кој што ги имаме со овие незавршени работи, ние имаме принос од 500 килограми. Тоа значи дека оние 300 килограми кои што треба да бидат приход на земјоделецот ги немаме во моментов. Така. Зашто? Затоа што државата. Сега зашто велам? За да овие пари кои што ги даваме како субвенции, ги насочиме во механизација и така натака. Јас тоа го направив. Првата мерка и објава што беше за модернизација, поделивме 50 на комбајни во Кочанскиот регион, за да имаме модерна жетва, да немаме загуби, да имаме помала трошоци за амортизација, се со цел да го задржиме добивката да биде повеќе кај земјоделците. Тоа сега не се случува. Ние имаме до сега цени кои што се нерентабилни, подпроизводните, па државата интервенира денар, два гасне пожари, значи троши буџетски пари, меѓутоа нема како да кажам, нема стратегија, нема визионерски поглед во таа ситуација. Да, ама за да има визионерски треба да им се каже на земјоделците дека ќе се смени моделот на субвенционирање. Еднаш да се каже, луѓе нема да добивате за да преживеете, туку ќе добиете за да произведете, за да живеете. Сега ова што се делило кога ќе го спроведете тој модел? Како има ли промени? субвенција сега што се дели е тоа практично да се одржат во живот барем тие кои што немаат каде да избегаат. И тоа е вака во една реченица. Модификацијата на овој систем кој што сега за субвенционирање, кој што е, морам да признам, премногу бирократски и отежнувачки. Сега имаме 2 пати пријување субвенции, па дополнителни мерки, па не знам, наместо да имаме 20 на мерки, имаме 120 мерки, значи бирократија до бескрај, па пропуштени рокови и така натака, значи тоа само го оптеретува земјоделецот и нема развојна компонента. Се пофалија на пресујо владата дека измислиле, не знам, декаплинг, па авансно исплаќање. Мислам, не знам каде во светот авансно исплаќање има само за тековна година. Авансно значи дека за наредната година јас сега ги добивам парите. Ама тоа е друга приказна. Значи, модификацијата на овој систем кој што постои сега во делот на субвенциите треба да биде со припрема на земјоделците. Го разговаравме тоа пред почетоков на подкастов, да се припремат земјоделците, државата постепено да им каже каде е прилагодувањето, односно каде е реформата во овие субвенции. За на крајот, која треба да биде целта? Овие субвенции треба да бидат со ефект, да се зголеми производство, да се зголеми добивката на земјоделци, да се зголемат обработливите површини, а да не се трошат 100 милиони евра во текот на годината и пак ние секоја година по шаблон имаме протести, имаме незадоволство, зголемен увоз и така натака и така натака. Така, ама тоа не се прави за една производна година. Да, ма гледам сега колку говеда сме имале во 2000-та година. 264.000. Во моментов ние имаме 148.000. Тоа е 110.000 помалце говеда. Ние не можеме да произведеме млеко. Ние имаме увоз на млечни производи, ги увезуваме, се помалце се произведуваат во Македонија и тоа беше првиот удар кога бувна инфлацијата, дека килограм кашкавал, сирење отидоа за 100% повисоки. Како ние да се вратиме на голем сточен фонд во вакви услови кога преживуваат земјоделците, односно кога имаме социјални субвенции, а немаме развојни? Кога вие планирате и дали воопшто ние ќе се вратиме на некое нормално земјоделско производство каде што ќе можеме, кога ќе дојдат кризни години, да интервенираме и да не почувствуваат граѓаните дека јадат прескапа храна? Каде се направи грешката во минатото што ние ќе исправиме сега? За да убедите некој сточар да го зголеми сточниот фонд или да го одржи во најмала рака, треба да му дадете ресурс земјиште, затоа што производството со сопствено земјиште има профитабилност, има предвидливост, има математика. Кажете ми последниве 7 години дали имало барем еден оглас за распределба на земјоделско земјиште наменет исклучиво за сточарите кои што имаат крупна или ситна стока. Немало. И вие сакате сега да ми кажете дека некој имал план, ама од X причини не успеал. Немал план. Не, он има план 50.000 хектари да ги продадат, односно да ги приватизираат за да може да влезат сериозни големи играчи во бизнисот. Што јас лично сега зборувам, мене не ми беше лоша таа идеја. Конечно државно земјиште да има Сајбија кој што ќе се грижи за него и ќе го развива, иако еден член таму бе против. Имаше многу аномалии тој закон. Мене ми беше да по 10 години да се пренамени во градежно земјиште. Јас затоа не сакав да помине во таа форма. Но зошто да се чува, иако е
богатство, значи национално богатство, сите го поседуваме како граѓани земјиштето и малце непријатно кога ќе се отуѓува нешто што е наше Така, заедничко. приватната собственост е загарантирана. Загарантирана кога ќе се оттуѓи ќе стане приватна, но нема ни развој без големи компании со големи земјишта кои што ќе имаат 10.000, 20.000, 50.000 хектари, па ќе донесат најсовремен начин на производство, па ќе донесат едноставно храната да стане Модернизација бизнис. на производството и така се и да донесат цели од што се вика од крава, од детелинка, од фуражна култура, крава до сирење, кашкавал и не знам какви други современи производи што се сакаме да ги сложувам, јадеме. само да довршам мислата во делот на сточарството. Јас мислам дека ова втори или трет пат каде што јавно кажувам дека како министерство на вистина искрено ќе работиме и ќе има веќе во почетокот на наредната година наменски оглас за распределба на државното земјоделско земјиште кај сточарите. Затоа што еден сточар кога има земјиште може да произведува храна, да го проширува стадото. Сега вака, колку и да сакате вие давајте други мерки без земјиште, нема да има прогрес. Јас нема да дозволам нашите најмлади генерации да пијат млеко кое што е со увозен карактер и така натака, треба да пијат нешто што е дома, произведено, здраво, ефтино пред се, кое што треба да биде додадена вредност. Не можеме ние може да зголемиме субвенции, може да правиме не знам какви мерки. Ако не го ставите ресурсот, земјиште кај сточарите, џабе завршена приказка. Како ќе го ставите? Еве пред паузата, првата пауза во подкастов, како ќе го ставите, а да не се дигне јавност и да рече пак нешто, некој од партијата ќе го лапне, пак ќе има некој алаш вериш, некој газда ќе сака да стане собственик, како секогаш во вакви услови, кога нешто државно се дава на располагање, имаме реакции. Како ќе го направите тоа да биде транспарентно и издржано, но да го спроведете на задоволство на јавноста и да има некакви резултати? Еве јас ќе ви кажам, мојот вординг во јавноста пред да дојдеме на власт се обврзав на ревизија на распределбата на земјоделското земјиште и сега ќе ви кажам за мојата неселективност или неселективноста на владата. До сега кај две големи компании имаме раскинато земјоделско земјиште, збориме за негде над 1900 хектари. Еден од тие кои што не го работеле земјиштето согласно правилата и пропустите е бивш граначалник од ВМРО. Ако сум бил субјективен, немаше да раскинам. Не, за мене водилка е законот. Или работите согласно закон и правила и процедура, или не работите. Значи јас сум раскинал договори кои што практично треба тоа земјиште сега во наредна фаза да го ставиме на располагање. Сега како ќе го направиме тоа? Имаме два типа на огласи кои што планираме да ги спроведеме. Првиот е јавниот повик. Сега се спремаат некаде 4 до 5 јавни повици. Ќе бидат објавени наредниве денови до пред завршување на оваа календарска година. И тоа е исто така на барање на земјоделците, го правам во овој период од годината кога процесите во земјоделството се минимални, освен тутунот кој што сега актуелен, за земјоделците да бидат спремни, да бидат информирани на времено, да има слободно време да аплицираат и така натака. Со овие јавни повици кои што се ограничени до 3 хектари максимална површина, се офатени сите КО, односно катастарски општини на ниво на држава, без да има исклучок дали некој може или не може. До 3 хектари, сето слободно земјоделско земјиште, независно од големината на парцелата која што ќе алоцираат. Дали 1000 квадрати, дали е 5000 квадрати, до максимум 3 хектари, со изработка на геодетски елаборат, ќе аплицираат во министерството во една нормална, транспарентна постапка, ќе биде распределено, без да има политички примеси и така натака. Практично и во самата комисија која што јас се формирам согласно закон, имате представници од локална самоуправа, има представници од земјоделските здруженија, представници односно вработени во министерството, кои што ќе работат на еден транспарентен начин. Да, но доаѓаме повторно зошто до 3 хектари, не поголеми парцели, па како ќе развиваме земјоделство со 3 хектари? И на тоа имам одговор. Да, Затоа што имаме многу расцепкани земјоделски парцели во државна собственост, кои што не може да се групираат во поголеми блокови. И се доведе прашањето, или ќе ги поделиме овие помали парчиња земја, или ќе го ставиме така да стојат. Така. Не, ние се одлучуваме да ги ставиме во функција, бидејќи можеби некој граничи со соседното и така натака, наоѓа рентабилност, едноставно секоја педа да ставиме на располагање. Вториот момент каде што е развојот е оние поголеми површини кои што треба да бидат наставени на располагање, како што кажав, на делот на сточарите, поголеми површини, па можеби и многу поголеми компании кои што ќе се обидеме да ги привлечеме да влезат и да инвестираат во Република. За големите компании инвестирањето, но и за тутунот и за ред други прашања, например за лозарството и како тоа Албанија и Србија не претрка, например во рано-градинарските производи по кои што беше позната Македонија, во вториот дел од трите дела на подкастов, значи време е за нашите пријатели кои што
ни помагаат да можеме да го реализираме овој подкаст. Значи останете со нас, се враќаме за неколку минути повторно. Еј, да, ти, како ја помина годината? Беше ли грижлив? Знаев дека си топ дечко. Им се најдели на пријателите. Christmas is coming. Знаеш ти како треба, секогаш си тука за нив. It's the most А изненадување за другарката? of year. Знаев дека ќе се сетиш. Чекај, а ги слушаше ли мама и тато? Умен тој. Им донесе ли радост на твоите? Па има ли нешто поубаво од тоа да ги израдуваш кога најмалку очекуваат? И направили добро дело. Ја споделили радоста. Е, вакви празници сакам. И во новата година се инспирираме од вкусовите што не прават посреќни, повесели, подобри. Christmas is coming our way. Среќни празници. Витаминка. Да, зборуваме за земјоделското производство. Гостин е министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Знам дека голем дел од граѓаните викаат леле што сега за земјоделство, кога толку многу други актуелни економски теми има, но само да ве потсетам. Во ноември храната и пијалоците пораснаа за 5,7% во споредба со истиот месец лани, односно тоа се должи затоа што немаме доволно домашно производство на храна и не можеме во вакви кризни моменти кога имаме инфлација да интервенираме и да влијаеме врз цените, и тоа го забележуваат голем дел од експертите и сметаат дека мора наитно што може да се зголеми производството, домашното производство на храна. Зборувавме малце за субвенциите, зборувавме значи како со земјоделското земјиште ќе го располагате. Сега доаѓаме до клучниот проблем. Да, ќе добијат ситните земјоделци до 3 хектари можност да аплицираат на повик што ќе го распишете до 31 декември годинава, до повици што ќе ги распишете, но министре доаѓаме до клучното прашање. Не може да се биде добар голем производител на храна, на домашна храна, ако немаме големи компании, пред се странски, кои што ќе донесат, или една странска која што ќе донесе знаење, ноу-хау, но исто така која ќе ги потикне домашните бизнисмени кои имаат пари да инвестираат во секторот, а една од главните пречки што ги наведуваат сите оние што го познаваат проблемот со земјоделството, тоа е немањето на големи поврзани земјоделски површини од десетици илјади хектари, кои што ќе можат да бидат купени, пред се купени, сакаат да имаат собствено земјиште компаниите, или закупени на многу долг рок, за да можат да развиваат модерно земјоделство. Како ќе го решите овој проблем, бидејќи во Македонија има големо слободно земјоделско земјиште, што ќе правите, како ќе привлечете и кога може да очекуваме да се мрдне оној негативен тренд на огромен увоз на храна и да почнеме да се доближуваме со извозот и увозот, односно да бидеме помалку увозно зависни? Во делот на слободното земјоделско земјиште морам да кажам дека за жал не располагаме со многу големи блокови кои што ќе значат ставени на располагање. Сега она што е слободно моментов, една од поголемите површини како пример чисто е не повеќе од 200 хектари. Значи ако збориме за енормно големи блокови над 500, 600, 700 хектари, такви моментов немаме на располагање како држава, бидејќи во изминатиот период се ставени, односно се распределени. Но тоа не значи дека во нашата проверка во тоа како е распределено нема да се ослободи некоја површина која што ќе биде ставена на располагање према сите оние заинтересирани. Дали се домашни, можеби странски компании, да се сложувам во големите површини, рентабилноста, планското производство и така натака. Значи тоа е нешто што значи поголема предвидливост, односно производството да биде поекономично во целиот сектор. Сега, ако се задржиме на темата како ќе ја зголеме продукцијата на храна. Значи, ние во моментов имаме доволно расположливо земјоделско земјиште, меѓутоа многу малку тоа се обработува. Еве ќе ја земам пченицата како стратешка култура која што е најбитна во делот или една од најважните во делот на земјоделското производство. Ние имаме доволна површина горан која што ја имаме како држава, меѓутоа падот на производството на пченица ни е драстично опаднат.
Ако пред 10 години сме произведували, сме имале над 80.000 хектари под оваа стратешка култура, сме имале доволна количина за да задоволиме собствени потреби. И во делот на стоечарството, бидејќи делот таа пченица се користи како исхрана на стоката и најголем дел или речиси се во делот на мелничко-пекарската индустрија. И сега 10 години подосна ние имаме преполовен принос и земјоделски површини кои што не се обработуваат. Значи, како ресурс, ние земјиштето го имаме, категоријата на земјоделци која што постоела веќе е некако преполовена и таа, и сега ние нашата стратегија е како да ги вратиме земјоделците на површините. Еве ќе кажам за оваа стратешка култура. Оваа година владата донесе интервенција во делот на поддршката, односно давање некој ветер во грб на земјоделците кои што произведуваат пченица за есенска сејба да имаме зголемена површина под оваа култура. Исто така, пред почетокот на жетвата седнаме со мелничарите, разговаравме како да се подкрене цената и така натака, да направиме некој план на активности. Во делот на субвенциите гледате дека ги исплатиме за да нема заостанати, за да имаме поддршка во тој дел. Тие 3 денари кои што ги дадовме сите кои што произведуваат за да бидат во делот на вкупната сума која што добиле по единица килограм произведена пченица, биде над производната цена. И со тоа успеавме. И јас сум повеќе од убеден дека наредната жетва во Република Македонија ќе значи зголемен принос на оваа стратешка култура. Кој е вашиот план, например, за пченицата? Гледам сега на брзинка овде ги користам статистика, значи Макстат базата. Значи, која е вашата цел да произведете пченица? Например, рекордот е некаде во 2004 година со 356.000 тони. Значи, после тоа фино лепо па сериозно никаде еднаш имаме 2016 306.000 тони и да имаме најлоша година лани од 215.000 тони. 215, а потрошувачката на ниво на година негде околу 330.000 тони. Ние, значи, во суштина 2 години имаме задоволено, тоа е сега веднаш ќе ги најдам, 2005, 2004, 2005 година ги имаме задоволено. Многу ми е тешко за да не ви го узурпирам простората да бидам јасен. Во делот на зголемување на продукцијата, односно квантитетот на производството за оваа култура, не е доволно само да ги зголемите и површините. Ние треба да работиме с големен принос по единица површина. Така, ние не можеме да бидеме како Војводина, но Така можеме, според некои професори што јас ги имам консултирано, дека ние можеме да влијаеме барем да се дуплира, например, ако дават по 3,5 тона 4, можеме да не да се дуплира за 50% да се зголеме, да дојдеме до 6 тона на хектар, така некоја. Зависно од регионот. Од регионот, но генерално може да се влијае 50% да се од тоа што го имаме сега да влијаеме со примена Така на агротехнички мерки. Ќе се обидам накратко, бидејќи земјоделството е фабрика под отворено, 50% зависи од климатските услови и временските прилики, другите 50% зависат од другата страна. Во овие другата страна 50%, најголем дел зависи од државата. Сега ќе се обидам да накратко да објаснам зошто е тоа така. Ние не можеме да ги тераме земјоделците да применуваат сериозни агротехнички мерки за да зголемат принос, ако државата преку механизмите на контрола, од селекција до контрола на терен, обезбеди или дозволи да се пласира небезбеден семенски материјал. Земјоделецот може да изора 2 пати, да примени се, да фрли ѓубриво, меѓутоа ако семенскиот материјал е неквалитетен, тогаш не може да очекуваме принос. Ние во една контрола која што ја правиме со земјоделскиот инспекторат изминативе месеци пред да почне есенската сејба, знаете колку неправилности лоциравме. А од друга страна државата испупува државни средства во делот да субвенционира набавка на семенски материјал. Може ли точната бројка за субвенции колку е дадена да ми ја кажете до сега, до 2024? Вкупно сите Сите години. Па добро се, у просек како 2007 почнаме со некоја минимална сума, максимум беше некои 100 милиони евра, значи збориме за над 1000 евра. Сега, ајде да збориме нешто конкретно, ова е добрите желби што ги има владата. Кога вие планирате како влада да обезбедите 330.000 тони пченица годишно производство и кога, например, млеко и млечни производи, пред се млеко, да се произведат за да ги задоволиме домашните потреби, односно да го зголемите сточниот фонд. Кога имате ли временски рок? Видете, не можам јас да ви кажам точна дата кога ќе се случи, и тоа ќе се обидам накратко да ви објаснам. Горан, довербата на земјоделците, кои што половина се иселиле од државата или станале нешто друго, но не се земјоделци, е заради тоа што изгубиле довера во институцијата. Изминативе 6 месеци. Мислам дека сме повеќе од успешен пример како покажуваме дека таа доверба треба да се врати назад, бидејќи имаме министерство, имаме влада, има премиер кој што навистина мисли на нив. За подсетување, од јули месец до завршување на оваа календарска година,
да ви кажам дека ќе поделиме во име на субвенции за останати и тековни плаќи над 50 милиони евра. Тоа е нешто што се праќа сигнал до другата страна дека има од страна на државата сериозност. Да, не треба да им кажете, ама и ве чекаат реформи, ако сакате да им кажете, а не гледаме такви сигнали, дека ќе има малце болнички реформи кај што вие ќе изгубите приходи од субвенциите, односно нема да бидат приходна страна, туку ќе треба да инвестирате за да бидете конкурентни и со тоа ќе имате конкурентна цена која што ќе ви овозможува за работувачка. Да, Но тоа како да го избегнувате да го направите? Не, само да довршам. Тоа е едниот момент каде што како држава се поставуваме дека сме како да кажам добри домаќини, водечи на процесот. И јас со сите земјоделски здруженија, можеби тоа во јавноста не излегло, бидејќи се обидувам да избегнувам премногу да вас медиумите ве обренемам со непотребни информации, одржав серија на состаноци каде што им кажав дека да, ова што го правиме како држава е да ве стимулираме да примените агротехнички мерки, ние ќе контролираме семенски материјал, ќе контролираме вештачко ѓубре, митоа вашата обврска треба се ја земете здраво за готово, сериозно и да работите, бидејќи наредната жетва ќе имаме зголемена продукција, добра рентабилност, ќе има повеќе кар за вашите семејства и државата е тука во делот на стоковите резерви како еден механизам на регулација на овој процес да влета директно и да го контролира процесот. Дополнително на граница, нели, контрола што влегува, брашно и така натаму. Значи, најмалку една произведна, да бидам попрецизен, не да скратам, да не многу ја должам дискусијата, најмалку една производна година ќе треба за да се осетат позитивните ефекти. Јас ве канам наредната година, еве исто во време, да се видиме на овој подкаст и да збориме за новите статистички показатели во делот на производство пченица, грозје, градинарски култури и така натаму. Добро. Јас сум повеќе од оптимиста дека ќе имаме сигурно позитивна нова. Да, ве држам за збор, инаку се насмеав кога зборувавте за јавноста да не ја обременувате со тоа, па ми текна на она што го зборувавме за средбата со вашиот заменик министер кога ја објавивте во јавноста. Беше така многу симпатично, еве ја коментирав и ја на Facebook. Министерот се сретна со заменикот, што голем успех мислам во земјоделството, а многу имаше и во други сектори. Лоша намера, меѓутоа само да ви кажам дека таа комуникација која што имаме на дневна основа со заменикот и државниот секретар и сите директори кои што имаат, ги имаме овие резултати кои што сме ги постигнале. Добро, имале претходно таква комуникација. Да, добро, беше така малку интересно во јавноста го коментиравме, значи па имаше тоа и со пиарот се претера и сите тие работи, но добро, окей. Поважно е да видиме што ќе биде со храната, ја начнуваме темата, вие сте оптимист, јас сум па она што се вика песимист, бидејќи ќе ги сочиме аргументите таа година. Еве, долго време следам економија, ја го сакам земјоделството да го следам како нешто што не ми е потесна специјалност, морам да кажам, но го сакам да го следам бидејќи сепак тоа е сериозна економска категорија во државава. Некако доајдовме до прашањето на работна сила се иселуваат и сето тоа, но ние имаме сериозен проблем со работната сила на ниво на цела држава во сите сектори, но интересно е дека многу е возрастна структурата на земјоделците, а уште позагрижувачки факт е што 2/3 од земјоделците се мажи, 1/3 се жени. Да, тоа се наведува во секој статистика што се користи од Државниот завод за статистика и ова е еден резервоар, значи каде што може да се земе од работната сила, но за да може да се извлечат на пример уште дел од жените да влезат на пазарот на труд, барем во земјоделството и во другите сектори, а се од руралните средини, треба да имаат предуслови тоа да го направат. Има една студија на Finance Think каде што кажува дека жените не се вклучуваат затоа што имаат домашни обврски, но се грижат за повозрастните членови и нема градинки. И у суштина е многу полош квалитетот на животот во руралната средина и жената има многу повеќе обврски во споредба со мажот. И затоа не може да биде извлечена и ставена на пазарот на труд и мора да биде дома. Што ќе правите вие, бидејќи на вистина селата или руралните средини се во очајна состојба, инфраструктурно и на секаков друг начин. Како овие жени ќе станат дел од пазарот на трудот? Кога збориме за земјоделскиот сектор, убава тема, убава мислам аспект на секторов зачнувате. Значи не е само доволно да се обезбеди пласман, цени, поддршка и инвестиции и така натака. Се сложувам дека треба во секоја рурална средина, бидејќи јас потекнам рурална средина и знам што значи да имате здравствена заштина, да имате вода, да имате канализација, да имате услови за живот како што заслужувате, бидејќи тоа е исто така битен сегмент како да се задржите во руралната средина, односно еве и во вашиот контекст и жената да се ослободи од тие
семејни обврски да биде Да ги некако чува додадена возрастните и вредност. децата, Точно, мислам, тоа да има апсолутно. старички домови и да има градинки, тоа е тоа поентот. Да. Изминативе 3 години јас гледам дека се тоа не е фалба, тоа е реалност, дека најголем дел, односно речи се сите градоначалници се фокусираат на тие услови. Практично ова што е владата што го направи со финансиите кои што ги доби од Унгарија, дел се наменети или најголем дел се наменети за локалната самоуправа за покривање некои такви инфраструктурни ситуации кои што се, да речеме, отворени или нерешени за да го подобриме квалитетот на животот во руралните средини. Овие два сегмента одат рака под рака ако сакаме да го развиваме земјоделството. Ние може да дадеме и рентабилна цена, да има се, ако нема услови, тешко дека може некој млад човек да се задржи во една рурална средина. Овие категории, вие кои што ги кажавте, мажите и жените 2/3 со 1/3, тука би вметнал една сериозна категорија која што можеби многу малку е комуницирана, тоа е свежата работна сила, односно свежите младите луѓе кои што ќе влезат во процесот. Ако вие 50 години ги имаме сега просечна старост на земјоделец, замислете за 10 години, најголем дел од нив ќе бидат работо неспособни, односно ќе нема кој да произведува. Ние може да ставиме и земјоделско земјиште на располагање, може да делиме механизација. Ако нема кој да работи, замира процесот. Значи ние сега во нашиот план на активности што планираме веќе од наредната година буџетска со новите сили буџетски кои што ќе бидат во предлог буџетот да влеземе и првите мерки да бидат објава на поддршка на младите земјоделци кои што сакаат да влезат во секторот. Да ги стимулираме преку грантови неповратни во делот на механизација, земјоделско земјиште, бидејќи во најголем дел од повиците кои што ќе ги имаме ќе ставиме предност да имаат младите луѓе кои што ќе влезат во процесот, независно дали се тоа мажи или жени. Сега доаѓаме до прашањето што ние што го следиме со економијата, доаѓаме кој гарантира дека нема да ги земам јас тие пари, едноставно да не ги употребам на вистински начин, па после го нетеме, па ќе се видиме на суд што се вика, или едноставно ќе бидам партиски војник, па нема да ме гоните, како што било и во минатото, сега зборувам во минатото од осамостувањето на државава. Како ќе следите вие дека тоа е токму за млади, дека токму тие пари на вистинско место се употребени, дека ќе имате ли евалуација, проценка на резултатите, или ќе биде само да ги дадеме парите да речеме дека имаме мерка? Дали ќе мерите и ќе речете дава резултати, не дава резултати, и ако не дава резултати да излезете, мерката не даде резултати, ќе ја модифицираме, или ќе се преќутите и ќе ни кажувате некои други пиар успеси? Не, нема да кажуваме други пиар успеси. Делење на овие средства кои што ќе ги ставиме на располагање ќе бидат со нормално подобрен бизнис план од другата страна за концептот кој што треба да сака да влезе некој млад земјоделец, ќе има стручна комисија од министерството, имаме таму способни луѓе, стручни луѓе кои што ќе оценат таа иницијатива, тој бизнис план и нормално поделените средства ќе се следат во делот на реализација на таа инвестиција. Ние мораме да знаеме дали го кажувате. Не е само да ставиме на располагање буџетски средства, нема ефект и тука завршува приказната. Не, апсолутно тоа што го делиме треба да има ефект. Тој млад човек да инвестира во фарма, во механизација, да прошири постоечки капацитети и така натака, да го зголеми продукцијата, да остане да живее во село, да основа семејство ако веќе немало основано и да зголеми продукцијата. Тој што ќе влезе во процесот на земјоделско производство, ако државата му помогне, тој ќе остане. Сега затоа се враќаме на почетокот на дискусијата. Младите луѓе Горан сега во Македонија гледаат како нивните родители едва и врзуваат крај со крај и викаат јас овдека нема што да останам. И заминувам надвор од границите, работам нешто друго, но не и земјоделство. Знаете дека некој не пише на правило ако во јас сум дете од земјоделско семејство. И сум се занимавал. Секој во потомството она што го работи родителот е голема веројатност да продолжите во традицијата. Да, или исто така ќе видиме колку ни се мачеле родителите, па сакаме да работиме нешто кое што нема да се мачиме многу. Така е, ама затоа мачењето вика маката секако во земјоделството не е избежна, меѓутоа да има плод. Добро. Сега имаме мака, нема резултат, имаме негативен економски тренд, не може да се врза крај со крај, ако не се субвенциите не може да преживееме и младите фаќаат и да таргатуваат по бел свет. Затоа велиме младите да останат, на сегашниве земјоделци да им помогнеме во рентабилноста, да имаат. Како ќе ги убедите? Многу ме интересира, бидејќи мене искрено да ви кажам, не постои влада, еве ја да сум млад земјоделец, што би ме убедила да останам и да работам земјоделство. Не се сложувам, јас иако е тоа многу мал број на земјоделци, релативно млади кои што ги среќавам низ моите теренски активности, ќе ви кажам еве на пример во Свети Николско, не подалеку. Таму има млади луѓе кои што сакаат да влезат во процесот, вика, мене ми треба земјиште. До сега сум аплицирал неколку пати заради бирократија, не знам што, па и некои други субјективности ми изфрлаат од процесот. Дајте ми земја, јас ќе останам тука.
Сега ние велиме да ќе ставиме на располагање, предност ќе имат овие млади луѓе во некој бот плюс за да земат земјиште, да не бидат пред некој мотник па да не може да успеат, да земат земјиште, нормално да го работат за земјоделска намена. Тргаме раците апсолутно од политика, субјективизам, партиска, верска, не знам како подат. 2017 ботниците ги зебаа сега тие земјишта. Знаеме како заврши. Ќе Треба да- одолеете ли вие? Не, Горан, извини, До- ама треба да до- викнете долете. некој во 2017 што бил До на мојата 2017. позиција, него да го Не, прашате. добро, сега Јас сум зборуваме- сега министер, јас кажувам јас како ќе Не, работам. не ќе одолеете, само ја ви го поставам јавно Тука нема прашањето за да дилема, нема Добро. дилема. Бидејќи ако се појави утре, ако одолеете, ќе ви речам браво, по една година која ќе седнеме повторно, но ако почнат повторно обвинување, ќе речам чекате, Па ја очекувам да ми кажете браво кога сум бил несубјективен, кога сум раскинал договор кој што имал некаква политичка поврзаност со ВМРО да помане. Мене тоа апсолутно не ми е важно. Добро, окей. Јас сакам Чи- јавно да бидат кажано некои работи, за да имаме трага што се во јавниот простор. Еве сега ќе видите пред 2 дена исто така раскинав уште еден договор кој што е над 400 хектари. Значи јас и премиерот сме јасно ставиле на знање дека законите треба да важат подеднакво за сите. И тоа мислам дека нема дилема тука. И јас како министер сега се обврзувам да работам согласно тие правила. Што правил некој пред 17-та, викнете некој од нив, прашајте ги зошто тоа Добро, правил. окей, сакам само јавно. Време е за втората пауза и ќе се вратиме со третата третина. Имавме подготвено милиарда прашања, но наредна прилика, ова е да. подкаст каде што жива разговор е, така што нешто ќе кажеме, нешто нема да кажеме, но време е за втората пауза за нашите пријатели кои овозможуваат ова да го снимаме, односно да ви ја гледате бесплатно. Така што останете, се враќаме со третата третина за кусо. Еј. Да, ти. Како ја помина годината? Беше ли грижлив? Знаев дека си топ дечко. Им се најдели на пријателите. Christmas is coming. Знаеш ти како треба, секогаш си тука за нив. It's the most А изненадување за другарката? of year. Знаев дека ќе се сетиш. Чекај, а ги слушаше ли мама и тато? Умен тој. Им донесе ли радост на твоите? Па има ли нешто поубаво од тоа да ги израдуваш кога најмалку очекуваат? И направили добро дело. Ја споделили радоста. Вакви празници сакам. И во новата година се инспирираме од вкусовите што не прават посреќни, повесели, подобри. Christmas is coming our way. Среќни празници. Витаминка. Трета третина од подкастов зборуваме за земјоделство, така малце и на повисок тон, малце расправа, секој си има свое гледиште, една страна ја имам како гледам на земјоделството, министерот си има своја страна, но пред да одиме и за тутунот, што се вика да зборуваме и за уште неколку други работи, една ми остана непоставено прашање, го забележав сето тоа, но имам и информација дека министерката за финансии на влада била многу изненадена како се трошат парите во земјоделството. Од една страна толку големи субвенции давани со децении, а од друга страна дека не може да се произведе храна и била така малце вознемирена затоа што не можеме адекватно да одговориме на притисоците кон инфлацијата затоа што немаме доволно домашно производство. Но исто така интересно е да се види, еве, ова не го знаев, но го видов во буџетот, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, описи главни функции, има некаде околу 20 и кусур милиона помалце пари, 23 поточно, за 2025 година. Во 2024 има 156 милиона, нареднава година што доаѓа за неколку дена, односно за 15 на ден, 14 дена, има 23 милиона помалце. Сега, зошто помалце пари? И ве карали многу министерката за финансии? Не, апсолутно не. Ние таму имаме одлична соработка и дискутираме сите отворени теми како да ги надминеме до наследните ситуации. Во минатото некој си проектираше буџет, убав за слушање и за читање и за гледање, многу нули, тоа беше супер. Мито кој ќе видите на крајот од годината, од тоа немаше реализација ниту 50%. Значи ние сега она што го проектираме за наредна година,
е на реална основа и ќе ви кажам дека на вистина ќе имаме поделено повеќе пари од тие што има претходно поделено. Сега со последнава пренамена на буџетот кој што се правеше во месецов, веќе и помината во процедурите, Министерството за земјоделство доби дополнителни 20 милиони евра за исплата на овие обврски, односно за секторов земјоделство, кој што никаде не биде предвидени. Митоа кондицијата на буџетот домакинското работење доби на ефект и ние добиме како министерство 20 милиони евра кои што треба да ги поделиме према земјоделците. Тоа значи дека наредната година ние ја проектираме на реална основа, не како овие за до 6 месец, тоа е убаво за слушање, а реалноста е сосема друго. Во делот на директните плаќања, во делот на водостопанството исто така, во делот на програмата за рурален развој, проектираме тоа што ќе го завршиме во текот на целата година, нормално со ребалансот ќе имаме уште дополнителни Да, средства. овде е веќе скратени 23 милиона. Да, ми имаме 7 милиарди и 200 милиони денари кои што ќе се наменети за субвенции за директните плаќања. Тука нормално еве сега и тутунов е актуелен, се обврзаме да 80 денари по килограм ја зголемиме на 100 денари субвенција, затоа што тоа ни е важен и од економски и од социјален аспект за да задржиме таа категорија. Да. Но, вие ветувавте 600 денари за Никој не ветува 600. Морам да ве во коригирам да упадам во збор, кажете ми една изјава каде што министерот сегашен кажал 600 денари за килограм тутун. Тоа го вика ваша опозицијата, вика дека сте Ама они може да ветиле. кажа дека сум ветил 1200. Така. Дајте доказ, ја работам со докази. Сега. Нив тоа ги боли, кога ќе вадиме докази за нивниот криминал, нив тоа ги боли, па сега ВМРО измислува и така натака. Не. Дојдеме до многу друго клучно прашање. Многу мала е реколтата на тутун. Сите во бизнисов што се укажува дека се помалку има потреба од тутун и од бидејќи се намалува и пушењето, но и производството и на користењето на тутун и производи од тутун. И доаѓаме до прашањето првено околу цената, дали се одржува вештачки и се храбрат тутунарите да произведуваат нешто што во иднина нема да биде толку барано, значи со субвенциите, и нели е време да се почне за пренасочување на тутунопроизводителите во други сектори, за кои што ќе треба неколку години, и тоа е болен и макотрпен процес, бидејќи едноставно нема побарувачка на нивниот производ и треба да бидеме реални околу тоа. Македонија во минатото произведувала некаде околу 26 до 30 милиони килограми. Да, сега е 17 последно во колку што Очекуваме оваа реколта да биде 17, минатата беше 15, значи без малце преполовено производство. Тука дел имаат климатските промени влијание, дел има рентабилноста на што го збориме изминативе 45 минути. Оваа година безброј состаноци заедно со премиерот одржавме и со земјоделски здруженија, компаниите кои што откупуваат, разговараме и така натака, како да држиме оваа категорија, бидејќи мораме да потенцираме дека нашиот тутун се користи како зачин во секоја цигара. Вака пластично кажување, значи квантитетот од некоја друга сорта на тутун го надополнува, нашиот е високо баран во делот на цигарната индустрија и со тоа имаме ние сериозност, односно доволен број на купувачи кои што би го купиле. Знаете, еве сега со проекциите кои што ги направивме оваа година, некаде околу 140 милиони евра треба да влезат пари кај тутунариите. Таа е категорија која што е преку 30.000 тутунопроизводители, таа е категорија која што и државата од друга страна има девизен прилив и е многу значајна. Меѓутоа ние со овие неколку состаноци кои што ги одржавме, кои што траева некој малце и подолго, успеавме како заеднички и компаниите и државата да постигнеме нешто што ќе значи рентабилност и одржување на производството. Јас се сложувам Светска здравствена организација и така натака, заштита на здравјето на луѓето, меѓутоа ние оваа култура која што имаме, произведуваме уникат во светот, е широко барана. Затоа овие 500 денари кои што сега ги постигнавме, е историска цена, меѓутоа многу сакате историски да зборите, сите во владава историска, ли добро? ако имало во минатото нема да кажеме дека историска, ама се ајде да кажеме рекордна цена, ајде, не искориста рекордна цена, која што практично ќе значи сериозна сума во семените буџети на оваа категорија, да не забораваме. Тутунопроизводството е многу макотрпна работа, целото семејство ангажирано и тие луѓе не екзистираат од некоја друга култура. Ова им е све што го добиваат у семејниот буџет. Ако ние како држава сега не покажавме заинтересираност, практично ќе бидеме лицемери. Ние ветивме во нашиот дворник, кажеме дека земјоделството во оваа држава е битна гранка, независно која култура, и ние ќе дадеме сериозно внимание. Тоа практично и премиерот го покаже изминативе месеци. Лично учествуваше во замислете,
Премиерот лично учествуваше во состаноците и со ризопроизводителите, и со тутунските компании, и во делот на креирање на буџетот, и во делот на останатите сектори. Лично е заинтересиран и сака да има успех во овој сегмент. СЗО врши притисоци, тоа реално врши и во Македонија и многу е интересно да акцизата се зголемува на класичните цигари, но исто така, на пример, Европската унија, колку што сум информиран, дозволува различно даночење на различни акцизи давачки на класичната цигара и оние сега модернine цигари што се никотински кесечки, електронски сега цигари. да не рекламираме, да не ги рекламираме што како, не сакам да рекламирам, но има разлика во нив, оние што се ај помалце штетни условно кажано, овие модерниве се давачките се пониски, у суштина класичните кои што се поштетни ги даночи повисоко, зборуваме за Европска унија и за земји од Европската унија, а овие што се помалце штетни ги даночи пониско, кај нас не е така, се даночат по иста основа. Ние сме тутуно производители, рековте, имаме девизни приливи, од една страна го продаваме тоа што се забранува со СЗО, а од друга па воведуваме мерки и обратно се штитиме. Но дали постои размислување да се направи разлика помеѓу класичните цигари и овие што се нови? Согласувам, треба тука да има една корекција до прецизирање на целиот процес, како што кажа, да не ги рекламираме, да видиме што треба да се и може да се продава и така натака, бидејќи сега практично е така една рамна линија и нема разграничување во целиот. И тоа и го зборевме со делот од компаниите и сите чинители во секторот, дека да има простор и треба да се редефинира некои процеси и тоа ние како министерство ќе работиме наредниот период. Тоа го зборат оддамна, некако како бидејќи мултиминистерска обврска, Да, тоа некако тоа е раштимано тотално, мислам, за жал нашите институции како да нема така, има повеќе институции и едноставно многу е тешко да се регулира. Ќе го регулирате ли? Ево, оставете времето да покаже дека навистина ќе ги раздвижиме. Не знам дали вака јасно е на јавноста, цело време зборуваме да одглавиме нешто, да спроведеме. Ја имам чувство и некако тоа се случува и реално во министерство, дека ништо не е работено изминативе години. Еве, кажете ми за една работа што зборуваме, дека некој нешто ја почнал, а ние да довршиме. Нема. Јас да ви кажам, еве, пример дека ние сме земале кредит од Светска банка од 46 милиони евра, мал прст не е мрднат во тој дел. Може ли нешто вака... 5 години се поминати, плаќање таму камата и така натака, не е мрднато во министерството. Може ли некаде таму на пролет да договориме во овој подкаст мини дебата со представники од сегашната опозиција, претходната власт, на оваа тема да издебатирате вие што е направено, што не е направено. Ако ви се нафатат, слободно. Ќе се нафатат, ако не се нафатат, ќе кажеме дека не се нафатиле, ќе ве чекам за отчет за една година од сега што сте направиле во ваков подкаст, класичен, но би сакала една дебата да направиме на тема земјоделство некаде таму март, кога ќе дојде, февруари, март, кога ќе дојдат она што се вика новата сезона, земјоделска сезона. Но треба да привршуваме, имаме уште некои 5 минути за да довршиме, не сакам да го испуштам, имаме многу теми може да зборуваме, навистина и уживам кога зборувам за земјоделството, затоа што сметам дека е многу важно за Македонија, но да не должам со прашањето, сакам нешто друго да ве прашам. Како успеа Србија и Албанија да почнат да не шишкаат во раноградинарски производи? Например, знам дека Албанија успеа скоро секоја крставица што се продава на пролет, па и во текот на годината, да е од Албанија. Многу успеа тоа да го постигнат. Например, крставиците ги увезуваме. Имаме и ние наше домашно производство, но Албанија успева и случајно кога патував неколку пати изминатиот период преку Србија во некои од другите земји, ме носеше точно по патот братство единство поранешен, сега е 75. Јужна Србија е преплавена со оранжерии. Преплавена е. Јас просто не можев да верувам тоа што порано го среќававме во Ландовскиот, Гевгелискиот крај, пластениците. Овде имаше на ангро, нешто невидено. Се плашите ли дека ќе не потопат со нивното производство и како ние ги изгубивме онаа предност што ја имавме 30 години во овој дел од производството? Горан, оваа година дали имаше протести на производителите на пиперка? Немаше. Дали имаше протести на јаболко производителите во И лубеницата не дека беше лоша, ама генерално добри беа цените. Лубеницата ја изгубивме како производ, многу мала количина и нормално кога нема количина. Успех за министерството е да имате квантитет
и одржливост на производството. Не е и добра цена. Не е успех да го десеткувате производството и во пазарниот вординг, кога немате понуда, имате поголема цена и да кажете сте успеале. Лозарството ни е нас катастрофа. Градинарството, кој што спомнате, исто така намалено. Лозарството мора да заврши. Вие дали нешто, знаете дека за лозарството имаме негде околу повеќе од 4.000 хектари помалку под лозов насад? Дека повеќе од 2000 лозари ги немаме во регистарот во потрашните единици во лозарските краеви. Да се останеме на рано Да. градинарското, за лозарството мора да завршиме, бидејќи многу ми е важна темата, бидејќи сакам вино и сакам квалитетно вино, Така. па сакам да разјасниме не еден проблем што го има во Во држава. делот на она што го произведе Албанија заради тоа што имаат подобра клима и поекономично е производството. И подобри субвенции, да не забораваме, на кои што одат на нови мерки, а не на Така и како се нас. доаѓаме пак се вртиме круг, кај нас субвенциите доснат, не се исплаќаат, нема развојна мерки и така натака, значи одржување во живот и затоа не пристигнаа. Србија исто така како што кажувате. Има целата тој дел на влезот од во Србија до доле до почетокот на Белград, све е под нема земјоделска површина која што не е обработена. И они имаат проблеми таму, не дека немаат, меѓутоа во делот на тоа како државата се однесува према земјоделците е многу поразлично од тоа што овдека некој се однесуваше према земјоделците. И сега се вртиме малце во дискусијата едно исто, државата, министерството е тоа што треба да го води орото во делот на земјоделското производство. Ако имате партнер од другата страна, вие се чувствувате комотен, имате кај да се пожалите, има заеднички. Па ние сега работиме програмата за 2025 година, 10 состанока сме одржале со земјоделски здруженија, федерација, науката е вклучена тука, дефинираме каде да подобриме, што да направиме реформа. Ме разбирате? така. Претходно во една канцеларија, тројца најпаметни носат Да, програма. но имало на пример знам дека во Србија има 2 развојни фонда, значи има пари, се вложува во земјоделството, се вложува во винари. Прашање на време е кога нивните вина што немаат климатски предуслови да имаат Како добро нашите, грозје, точно. но они прашање на време бидејќи имаат хиперпродукција на отварање на мали винари кои што освојуваат сериозни награди во одредени делови. На пример, знаме и во Војводина ги има, но и во други делови од Србија развиваат винари што не беше својствено. Прашање на време кога ќе почнат да не бидат конкурентни, иако ние имаме брендови, имаме и производство, но прашање на време кога тоа ќе биде. Се плашите ли дека ќе не притиснати во тој силен сектор што го имаме сега во овој момент во Македонија, бидејќи се тежи некаде околу 90 на милиона евра Да, извоз. ама имаме намалено производство. Оваа година бербата негде беше околу 80 милиони килограми, односно негде околу 50 милиони килограми вино произведено, вака сега груба бројка. Тоа значи дека од тоа што некогаш сме го имале над 150-160 милиони килограми, ние сме сега преполовени. Бројот на земјоделци кои се занимаваат со лозарство е намален, површината која што се обработува под лозов насад исто така намалена и нормално паѓа производството. Ние оваа година, пак се ќе кажете историски, рекордна најдобра цена која што сме постигнале. И ќаре за да не пристигна Србија. Да, ама Горан, ние оваа година почнуваме да им велиме на земјоделците, покажуваме, не им велиме, им покажуваме дека на вистина има човек со кој што од оваа страна како институција, министерство, влада се грижи за нив. И веќе наредната година идеме у добар правец. Ние уште сега ќе почнеме да разговараме за производната цена од берба 2025 година. Сега доаѓаме до клучно прашање. Битен е сектор, значи производството на вино е многу важен. Така е, 90 милиона, 80-90 милиона е. И имаме квалитет кој што треба да го задржиме и квантитетот бренд, исто така, и и така. брендот. Но еве од еден од најдобрите познавачи на винскиот сектор, односно што раководи со едно од најдобрите винари, нема да именувам, реков не правам реклама, но вели, јас произведувам на парцела со лозие врвно производство имам. Значи најсовремени агротехнолошки мерки, значи тоа се мери влажно, се мери шекерно, се мери. Значи нема наса како да е, таму е применето што може да се примени. Но вели, околните парцели што се околу тоа супер земјиште што е високо квалитетен род што дава, или стари пенушки не се обработуваат или празни парцели необработени. Од тие парцели на мојата парцела, значи, се пренесуваат болести, штетници и у суштина јас не можам да се одбранам. Дел се државно земјиште, дел е со газди што не работат на земјиштето. Што може државата тука да направи? Како ќе развиваме земјоделство високо квалитетно, високо технолошко, кога ние не можеме да заштитиме, односно не можеме да уредиме вакви работи? Постои ли начин? Видете, вака сега, тука да ги разграничиме работите. Сите овие кои што произведуваат под вакви високотехнолошки услови,
ако граничи со државата, е многу лесно државата да постави критериум кој може да биде во тој блок, односно во таа целина да одгледува некоја земјоделска култура под истите услови. Меѓутоа, најчесто е комбинација помеѓу државно и приватно земјоделско земјиште. Во делот на приватното земјоделско земјиште, тука не би брзал многу, тоа е премногу сериозна тема, бидејќи задираме во правото на собственост и така натака, и тоа треба малце посистематски да го разложиме и да го донесеме во фаза да биде применливо. Дали за вакви случаи, дали за, не знам, имаме ситуации каде што приватно земјоделско земјиште се рента на трети лица, тие третите лица ниту може да користат субвенции, ниту имаат право на некои други бенефиции од државата, а едноставно го немаат тој процес регулирано. Значи во делот на приватното земјиште треба малку посуштински, потемелно да се реши ситуацијата, затоа што јас сум за системски решења, не сум за адхок, па нешто што ќе направи контраефект. Значи во земја веќе гори под нозете на луѓето, на бизнисот им гори под нозете. Не е ова само на една компанија, веројатно и на другите што произведуваат квалитетно вино, што имаат брендирано вино, што имаат брендови, се соочуваат со овој проблем. Некако како да ги гази времето. Да, системски и одржливо решение, но мора да има некој временска рамка кога ќе можат да почувствуваат овие компании дека ќе бидат сослушани и излезено во пресудот. Јас имам редовна комуникација поготоа со винарските визби и Сдруженијето вино од Македонија и малите семејни винари, кои што нормално разговараме сите текони работи. Сега пак да не испадне дека барам изговор. Не можеме во 6 месеци се да решиме. Меѓутоа сакам системско решение во делот на семејните винари и во делот на производството на вино. Изминатата власт, како што кажете во еден претходен пример, делела гранти од по 10.000 евра, ефектот е многу мал. Да, ние ќе продолжиме, меѓутоа многу посистемски, со контрола, со ефектот да го мериме. Ние не можеме да поделиме 1.000.000 евра за мали семејни винари, а ефектот да биде многу мал или никаков. Тоа се потрошени буџетски пари, ќе сме ги потрошили, ќе направиме 5 градинки во некое село и сме го решили проблемот. Затоа велиме системско решение. Кога може да очекуваме во овој дел? Поканете некои од земјоделските здруженија и они сами ќе ви кажат, ама велам, најмалку една производна година треба да се осетат ефектите кои што сега ги вложуваме. Така. Значи останува за 365 дена од сега да дојдете овде да сумираме од ова што го најавувате што е реализирано, да сме живи и здрави, тоа е најважно, така е, во право сте, да сме живи и здрави. Тоа, али на пролет, здравие Боже, некоја мини дебата ќе направиме со некој од опозицијата на тема земјоделство. Многу ми беше мило што разговаравме. Помина саат и 5 минути, рековме дека околу саат време ќе ве задржам, но еве и 5 минути гратис ќе ми дадете од вашето време. Благодарам многу. Благодарам и на поканата. Да, тоа беше министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Значи ви благодарам што не следите ова интересна тема, а најавивме дека ќе имаме уште неколку теми на емисии на тема земјоделство, бидејќи сепак мислам дека ова е тема што мора да се обработува во јавноста. Бидете ми добри и следете не.